Дали некогаш си бил во конфликт со друг артист? Па сметам дека не треба да се одговори прашањето. На прашањето можеш да одговориш со да или не. Требаше да кажам не, пошто знае дека ќе биде за која. Која е Лидија? Добре дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во кој на јавните личности им се поставуваат прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Прашањата мора да бидат одговорени само со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кои овој проект немаше да може да постои. Благодарност до нашиот генерален спонзор Coca-Cola што долги години веруваат во мене, па така и овој проект не беше исклучок. Благодарност до Prima Mebel што ни помогнаа со замислата за интериерот на студиото, како и до Fashion Group што се погрижија за мене и ме облекува во Springfield. За овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola Buttonот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега време е да ви го представам мојот гостин. Young Daddy, добре дојде во Полиграф. Добро ве најдов. Како си? Добро. Штом си спремен, време е да започнеме. Ајде. За да калибрираме машината, први не потребно да одговориш на некои основни прашања. Ајде. Дали е твоето име Young Daddy? Да. Дали си сигурен? 100%. Дали сметаш дека има нешто што криеш? Не. Дали си спремен за полиграф? Да. Дали ти се промени животот повеќе од тоа што очекуваш откако стана попознат? Да. Зошто? Па, затоа што во одредени моменти имаш повеќе одговорност и притисок. Не е тоа лош притисок, ама имаш притисок, имаш одговорност. Дали мислиш дека успехот ти донесе и лажни пријатели? Да. Преку глава ти е Сара. Да. Дали веќе ти е преку глава и од Лидија? Не. Дали Лидија е вистинска? Да, ама не се вика Лидија. Која е Лидија? Качи се па видија. Дали некогаш на настап имаш флиртувано со некого во публика? Да. Дали некогаш имаш заборавено текст на сопствените песни додека настапуваш? Да. На која? Мислам дека еднашка заборев текст на Вајф, искрено. Сега го знаеш? Да. Дали би направил дует со оваа личност? Да. Постои некаков план или не? Па не постои план. Не постои план, ама би направил. А со ова? Би направил. Добро. Дали некогаш си бил во конфликт со друг артист? Да. Со кого? Го притисна Coca-Cola Button. Зошто? Па сметам дека не треба да се одговори прашањето, не би дал важност на таа личност. Не би открил никако кој е? Не. Во ред. Имаш песна Его.
Дали мислиш дека имаш поголемо его од тоа што признаваш? Да. Дали се каеш за некоја песна што имаш снимена? Да. За која? Требаше да кажам не, пошто знаеш дека ќе кажа за која. Па не знам, има поише песни на почеток на кариера што не ми е криво дека сум ги направил, криво ми е како сум ги направил, затоа што многу порано сум ги брзал работите и не сум им посветил доволно внимание, така да скоро сите први песни што ми се, сметам дека сум можел многу поквалитетно ги направам. Дали некого од музичката сцена во Македонија го сметаш за конкуренција? Не. Студираше во странство. Дали целосно би се оцелил од Македонија? Не. Во хороскоп си Шкорпио. Нивната најсилна карактеристика е љубомора и посесивност. Дали си ти љубоморен и посесивен? Љубоморен многу ретко и посесивен многу ретко, зависи од ситуацијата, треба да е птен нешто што знам дека некако мене ми штети на не знам, за поголемите ствари, за поголемата слика сум љубоморен и посесивен, за општи работи, мали работи не. На прашањата мораш да одговориш со да или не. Дали си љубоморен и посесивен? Да. Го слушнавме чаптер 1 од деби албумот Scorpius. И најавуваше чаптер 2. Дали се уште работиш на истиот? Не. Зошто? Па искрено се изгубив у други проекти и моментално ми се смени цела визија за тоа што треба да вадам. И мислам дека ако би работел понатака. Не е скроз изоставен проектот, ама некако ми се смени патот. Дали во иднина се гледаш како голема регионална звезда која полни концертни арени? Да. И последно прашање? Дали нешто мислаш за денеска? Не. Време е за резултатите. Ајде. За жал обидот беше неуспешен. Имаш паднато на 3 прашања. Добро. Ајде да го предискутираме тоа заедно. Ајде. Те прашав дали ти е веќе преку глава и од Лидија. Ти ми одговори не. Машината кажува нешто друго. Не знам, можда е подсвесно да ми е преку глава. Глеј, Лидија ми е мене моментално нешто најдраго, затоа што самиот успех кој го донесе песната ми донесе и мене многу и не можам никогаш да кажам дека ми е преку глава. Истото е и за Сара претходно, мислам, иако песната викам. Така, меѓутоа, стварно Лидија е нешто што премногу ми значи моментално и ми отвори многу врати и ме прави среќен секој ден кој ќе видам некој како ја пее, некој видео кој ќе ми стигне на Инстаграм. Така да може конкретно од песната да ми е преку глава да ја слушам, меѓутоа од Лидија не ми е преку глава. Сега не знам, може подсвесно нешто. Може би ти е преку глава вистинската Лидија? Не. Те прашав дали би направил дует со оваа личност. Ти ми одговори да. Исто ќе кажам подсвесно, можда и не би направил. Не, би направил за шоу. Би направил за шоу. За тоа кажав да. Најверојатно подсвесно не би направил.
Последното прашање каде што не ја зборуваше вистината. Освен што тоа што мислеше дека се викаш Young Daddy. Те прашав дали целосно би се оцелил од Македонија. Ми одговори не. Не би се оцелил. 100%. Си стојам на тоа. Тука машината не вика 100%. Колку вика? Не би се оцелил, би живеел у странство, сум живеел у странство, преубаво ми било, меѓутоа се вратив тука за да творам и да си го стварам сонот. Мислам дека многу е поубаво кога ќе си го оствариш сонот тука, него у странство. И подобро е да почне приказната овде, него таму. Многу е потешко општо, а и јас сум почнал на македонски да творам и сакам тука да останам се дори има добра почва, моментално има, така да во моментов не би ни размислил за странство. Иако нормално сум живеел во Мадрид, во Милано, не е дека не би живеел во Мадрид, меѓутоа во големата слика се гледам тука. Може би подсвесно размислуваш. Мислам дека сите три прашања подсвесно различно сум ги одговорил, ете. Во ред, фала ти. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете на каналот за да гледате уште и следете на социјалните мрежи. Исто така коментирајте кого сакате да видите следен. А ние се гледаме секоја недела во 21 часот.